Безсрамно, за жал, неодговорно се расправа за безбедносна криза како плод или како резултат на една сосема чудна ментална криза. И тоа што беше кажано тука, дипломатите сега што го кажат, без никакви дипломатски ракавици, тоа е потврда дека ние тој јазик нормален дипломатски не го разбираме, тој туку треба да се каже на многу директен начин дека треба да поднесеме оставки и да се заминеме, оти немаме ни правен, ни политички, ни морален кредибилитет да ја водиме државата. Значи имаме чуден пример кога практично една влада на национална катастрофа сака понатаму да се преиначи, да продолжи да се преиначи у влада на национален спас. А по сите сегменти ние имаме аварии и по економијата, социјалата, здравство, меѓуетничките односи, безбедносното прашање, ние практично нешто само што стагнираме, сме се враќаме на многу на почетни позиции, значи многу на назад. И сега се градат некакви позиции за некакви преговори, разговори за да се спаси кожата. Не знам дали воопшто е можно. Значи да се фатите за сламка во ситуација која практично не може ни сламка, ни ништо повеќе, и многу повеќе од сламка да ја спаси, тоа е надвор од умот, но тоа си е таа позиција која предпоставам дека тие градат и се надеват дека ќе најдат некако спас. Но не сум воопшто против разговори и преговори кои се водат ево моментално во рамките на институциите на Европската унија или парламентот на Европската унија. Но логично се поставува една прашање дали воопшто има морал и кредибилитет да се преговара со структура која ја довел државата до тотална аварија. Ја не зборувам за нормални држави, и за ненормални држави и не е нормално да се преговара во една ситуација, значи 14 години да ја доведе до катастрофа држава и пак да преговарате. Што е исходот на преговорите? Тука јас не можам да најдам логичен исход или логичен одговор. Тоа што беше лансирано, некаква амнестија, ама што е тоа амнестија? Делата кои може да се сметат од политички аспект, кои немат директна врска со организиран криминал и материјалното што е исчезнувала тука масовно од кај нас, можеби може да биде предмет на преговори, но се поставува прашањето тој криминал невиден последниве 200 години во ниедна држава, дали треба да биде предмет на преговори или разговори или некаков договор за амнестија. Лично мислам, ако тоа се случи, тогаш ќе бидеме чуден пример кој ќе биде предмет на неко научно истражување од планетарни размери, од тешко ќе најдеме тука пример наш. Но кога сме кај меѓуетничките односи, за среќа постои една коезија, можеби фокусирано на 2-3 ориентации, значи бараме промени, бараме смена на власта или промена на власта, и тоа е добро. Но не сум многу сигурен дека овој сегмент ќе остане отпорен на сите напади или минирање која ги прави владата. Баш да го изминира тој меѓуетнички столб што моментално ја држи државата. Оти, ако цело време значи, се инсценират работи како што видовме 40 разбойници, нели, се качи на 2 коли, па потоа двајца без тројца разложували, што се случи, едниот се прогласи како водач и го критикуваше албанскиот дел од власта, тој истиот денеска е во притвор. Значи, како е можно да постои таква организација, толку лесно да се предадат, дали воопшто, значи, имало таква организација и што се случува?
Дали комплетно ова монтажа? Според мене, апсолутно е комплетна монтажа. Каде е тука граѓанскиот отпор? Мислам дека полека се создават услови за една по-сериозна критична маса за колективно спротивставување на постојната ситуација и можни промени, но не треба премногу да слушаме песимисти дека се уште не е дојдено време за тоа. Мислам дека сепак одделни сегменти на општеството покажуваат дека нешто ново се раѓа во Република Македонија, земајќи го и ученичкиот сегмент, и студентскиот, па и многу други сегменти. И сите овие протести кои се промовираат по општиниве после така наречени бомби. Ја мислам дека стварно општеството треба да се организира како масовни протести, институционални, и протестите се дел од демократијата, дел од уставот, дел од институциите, и нема ништо ново наспротив тоа ќе покажеме зрелост и лекција на сите идни влади дека сепак како општество знаеме да се организираме, да се спротивставиме и да дадеме лекција. Мислам дека масовните протести кои не би треба да бидат протести само со една манифестација и да си одиме дома. Туку мора да бидат трајни, организирани, се додека власта не паѓа.